Добро утро до гледачите, секако на утрински брифинг и слушателите. Разговараме со директорот на Државниот завод за статистика, господинот Апостол Симовски. Добро утро. Добро утро. Господине Симовски, на први всушност октомври излеговте на пресконференција каде што најавивте дека 1.032.696 граѓани се попишани во државата. Она со домакинствата бројките не ги знам. Браво, што ги запамтите и ови, јас не ги запамтив. Меѓутоа во однос на оној прва обработка, на прва фаза на обработка на податоците, што се случува сега со пописот? Значи, заврши оној теренски дел на пописот на 30 септември, на 30 вечер излеговме со пресни направи. И сега останува фазата на обработка на тој собран пописен материјал, како што ние го нарекуваме, или собраните информации од пописот, кои што треба да се целосно обработат и на крајот, некаде во предвидениот рок од 6 месеци, некаде кон крајот на март, излеземе со конечни податоци од пописот по сите белези за кои што собиравме податоци. Ова обработка е чисто статистичка операција, делот кој што исклучиво на статистика припаѓа и си има различни фази на целата таа обработка. Клучното е дека тоа се работи овдека исклучиво со луѓе кои што имаат дозволен пристап до базите на податоци, не секој од нас овдека, кој што дури јас лично немам никаков пристап до тие податоци, кој што се работи врз основа на претходно утврдени правила, стандарди, процедури и слично, и офаќа повеќе фази. Првата фаза која што сега работиме е да се направат нови апдејти на базите кои што ги користевме за време на пописот и базите кои што ќе ни бидат битни за проверка на она што сме го собрале како податок од терен. И таа е фаза на сам крај. За неколку дена почнуваме на мечување на сите податоци прибрани од пописот и се она што многу тешко би ме разбрал кога би објаснува сега од било кој од гледачите, сите фази на статистичка проверка, кодирање, таму каде што треба едитирање на податоци, значи корекција на грешката би значило, и таму каде што има потреба од импутирање на податоци. И тоа се класични статистички методи што се спроведуваат за секое статистичко истражување, вклучувајќи го и попис. Што значи апдейтирање на податоците? Тоа е оној период на базите кои што ги користиме. Значи за да бидејќи на базите или на податоците кои што ги на базите кои што ги користевме на овако. Тоа значи нивно ажурирање на даден момент. Бидејќи пописот тргна на 5 септември и ние требаше да собирање податоци за момент, значи за случувањата што биле на полноќ помеѓу 4 и 5 септември, така наречениот критичен момент, ние секако не можевме во тој момент да имаме апдейт точно на овој момент. Имавме месец дена предходно апдейт направено и тој месец дена период беше можно да има одредени меѓутоа незначителни промени во состојбите, кои што сега сакаме да ги провериме. Значи со новиот апдейт на тој датум и плюс на 30 септември за да можеме да имаме точна состојба со одредени белези кај населението. Тоа значи промена на работно место, евентуално дали некој дете сега почна школска година, почнало со образовен процес, претходно не било вклучено и така натака. Значи тоа се вакви детали, иако очекуваме дека на терен сме прибрале коректни податоци во тој дел, бидејќи ако спомнавме децата, некој дете било претходно во предучилишно, сега стартува со образование во прво одделение, родителите сигурно ќе кажат дека сега тоа дете во образовен процес на 5 септември било веќе во фаза на образовен процес. Меѓутоа ова е битно за сите проверки кои што треба да ги направиме и да бидеме сигурни дека на крајот ќе имаме квалитетни информации од пописот. Тоа е најважната работа, а овој метод кој што сега користиме ни дава многу дополнителни можности за покачување на квалитетот на информациите. Колкава статистичка грешка очекувате ви од? Значи, на крајот на обработката очекувам да нема никаква статистичка грешка. Затоа кажам, овој метод ни дава многу предности, ни дава можности да ги користиме веќе постојните бази со кои што располага државата и конечните податоци да бидат 100% точни. Господин Симовски, што се случува со деца родени по завршувањето на пописот и
со оние лица кои што починале за после пописот? Методологијата за пописот беше многу јасна во овој дел. Значи, ние ја гледаме состојбата во еден даден момент, критичен момент на пописот. Това беше, повторувам, ноќта помеѓу 4 и 5 септември. И оние лица кои што биле живи во тој момент се дел од пописот, независно дали помеѓу време починале, додека дошол попишувачот на терен, а не е дел од пописот децата кои што се родени после тој датум, се едно дека биле родени, тука биле живи, биле кога попишувачот и на 5 типот дошол. ладно. Да. Така да, тоа се класични правила во пописот и во секој статистичко истражување и важно за цел свет. Тука нема исклучок. Во однос на начинот на кој што се обработуваат податоците сега, има метод кој што е помогнат можеби од овие странскиве делегации кои што или не мора да биде делегација, организации кои што работат со статистика. Пописот е дел од проект кој што го има со Европската унија. Да. Во на 2017 проектот и кој што офаќа повеќе фази. Фазата на подготовка на пописот, фазата на спроведување и фазата на обработка. И имаме од целиот овој период стручнак од Европа, конкретно од Словенија, кој што работи заедно со нас на сите овие процеси. И меѓу другото има и функцијата да наблюдува дали сите процеси ги работиме согласно стандардите кои што ги предвидува Европската унија за спроведување, обработка на попис. Да. И сега морам да ве прашам, што се, бидејќи вие како директор го знаете тоа, граѓаните сигурно прашуваат што се случува од еден попис до друг попис. Ние не знаеме кога ќе биде следниот попис. Овој го истеравме некако нели низ многу политички перипетија. Што се случува од една статистичка операција до друга статистичка, таква обемна операција, бидејќи Завод за статистика работи секако и на други истражувања во државата. Дефинитивно Законот за Завод за статистика и сите други субјекти што се дел од статистичкиот систем спроведуваат повеќе од 260 статистички истражувања во текот на годината. Далеко од тоа дека ние работиме само попис. За жал, јавноста не препозна преку пописот најчесто, меѓутоа работиме многу други работи и во текот на тој меѓупописен период, кога станува збор за податоци за населението, се прават така наречени проценки на населението и кои што се базираат врз основа на податоците од последниот попис и сите настанати промени во тој демографски дел. Сите раѓања, сите умирања, регистрираните миграции, дали внатрешни промени на адреса, промена на населено место во рамките на државата или станува збор за дослоби, односно одслоби во и од државата. За жал, бидејќи немаме добра регистрација на одселбите, често пати, особено после подолг период од спроведувањето на последниот попис, оние податоци со проценките не соодветствуваат најчесто со реалните состојби во државата. Тоа сме го потенцирале повеќе пати, за тоа меѓу другото инсистиравме што побрзо да има попис. Меѓутоа сега не е малку поинаков. Планот ни е да биде ова последен попис кој што го спроведуваме на терен, директно, туку наредниот попис да биде попис базиран исклучиво на податоци од регистри, што значи дека не би ги малтретирале граѓаните да доаѓаме дома да собираме податоци. Меѓутоа, за да ова ни се исполни, мораме да решиме три клучни проблеми. Прво, да државата биде, како да кажам, по употреба, вистинска употреба, квалитетен регистар на адреси, адресен регистар. На ова се работи интензивно во Агенцијата за катастар. Меѓутоа станува на фаза на спроведување на терен, каде што секој објект би се означил со куќен број, адреса конкретна. Втората работа е да секој од нас како граѓани ги промени сите своји документи, независно каков тип на документи се дали документ за лична идентификација или за документ што дава право на собственост и така натака, врз основа на тие нови адресни податоци. И трето, државата да направи напори да се успе да се евидентира тој миграционен тек. Да знаеме дали некој... И меѓуградски, не само надворешен или... Секаков. Значи, по принцип, внатрешните миграции се решени со начин, иако често пати ние со задоснување ги регистрираме таквите промени. Не го правиме тоа во истиот момент
кога менуваме адреса, туку чекаме да имаме некоја потреба, вадење на одреден документ, па тогаш Ќе поминат месеци додека се добие. Барем тоа се регистрира, не останува нерегистрирано. Проблемот со најповеќе со надворешните миграции, односно со одселбите од Македонија, каде што најчесто не се регистрира таквото нешто. Има тука милион причини зашто тоа не се прави, иако е законска обврска. Не е наше да завлегуваме во дело, треба тоа да се реши начинот како да се евидентира. Овие три фактора ако ги исполниме, тогаш ние веќе можеме директно да предеме на ваков начин на спроведување на попис, да нема потреба да и спроведуваме така гломазна операција со посета на теренот, компетно на секој домаќинство, кое што прво значи малтретирање на луѓето, второ значи многу трошоци, ангажирање на голем човечки потенцијал и губење на време кај нас овдека да Верувате дека тоа ќе се случи во ваш мандат? Апсолутно, не само што веруваме, работиме интензивно во на ваш тоа. мандат? Да, нашава институција. Оно што е клучно што треба да направиме со завршувањето на работката, да формираме така наречен статистички регистар на население, каде што ние во текот на целиот нареден период ќе ги апдейтираме сите промени кои се случуваат од демографски аспект. Значи не само во смисол на добиток, односно губиток на жив потенцијал, раѓање или умирање на лица, или менувањето на адресите на миграционна компонента, туку напротив, следење на секој дете лице во текот на образовен процес како оди на дневна, односно на годишна основа, на некоја периодика. Би биле ли употребливи за употребливи регистри, например, потребни на научни институти, на болници, на луѓе кои што не. Тоа би била статистичка операција, регистар само за статистички регистар, исклучиво за статистички цели. Ние ниту еден поток кој што го прибираме со нашите истражувања се однесува на лице или на деловен субјект, не можеме да го дадеме никаде надвор, никому. Па и представител од државата да побара таков податок нема да добие. Добро, господин Симовски, благодарам на одвоеното време. Благодарам на вашиот интерес за темата, благодарам за целиот период кој што не подржувате во текот на подготовките и само проведениот попис. Се надам дека нема да не заборавите сепак нема да правиме попис. Тоа ќе се разговараме после попис. Како што слушнавме, значи целта е сите овие попишани граѓани од минатиот попис, следната таква статистичка операција, сето тоа да се прави дигитално, да се прави онлайн. Тоа е една од новостите всушност кога е во прашање Државниот завод за статистика, а секако за повеќе информации бевте сведоци од разговор со директорот на Државниот завод за статистика, господин Апостол Симовски. Студио.